студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Нема основ за разрешување, тврди обвинителот Коцевски откако го видел предлогот на владата. Советот најави одговор во законскиот рок, али притисокот од јавноста ќе го спречи подпишувањето на договорот за паркингот на Клинички. Мицковски уверува дека ќе одлучуваат во интерес на граѓаните. Министерот почна со пресметки. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари. Статистика пресмета 5% зголемување на цените во февруари. Пазарната инспекција затвори маркети, аптека и 3 големи увозници. Ставале високи маржи и не ги почитувале владините мерки. Жените од СДСМ го напуштија клубот на пратенички поради навредите од Кочовска. Оваа говорница трпи се, а понекогаш за жал знае да го извади и најлошото од нас. Европските лидери не постигнаа единство за Украина. Трамп со нова закана, ако земјите членки на НАТО не плаќаат, нема да ги брана. Овие вести во живо за одговорот од државниот јавен обвинител на предлогот за негово разрешување. Станете со нас, почнуваме веднаш. Државниот јавен обвинител го одоби предлогот за негово разрешување и ги прочитал основите поради кои владата бара негова смена, но во текстот Коцевски тврди дека нема причина да си замине од функцијата. Деталите ги има колегата Зоран Јаневски. Зоран, каков е ставот на јавниот обвинител откако го видел текстот кој што владата го испрати до Советот за јавни обвинители? Да, денеска во изјава за медиумите државниот обвинител Љупчо Коцевски рече дека го добила предлогот за негово разрешување доставен до Советот на јавни обвинители, а поднесен претходно од владата, но како што рече од она што успеала да го види во изминатите 24 часа не пронашол основи дека тој сторила тешка дисциплинска повреда како што тврдат од владата во предлогот за негово разрешување. Тој рече дека ќе одговори на овој предлог во законски предвидени рок, односно во 15 дена, колку што има и Советот на јавни обвинители да донесе мислење позитивно или негативно по предлогот на владата за негово разрешување. Инаку од владата во предлогот за разрешување не открија детали, меѓутоа претходно од Министерството за правда рекоа дека се бара разрешување на Коцевски бидејќи тој влиел на меѓучовечките односи во јавното обвинителство. Таму имало и корупција, меѓутоа и влиел на конкретни предмети. Сите детали ги гледаме во прилогот. Предлогот за разрешување е веќе во рацете на Коцевски, ама тој не препознава причини зошто треба да замене од функцијата државен јавен обвинител. Работел законски, па немало основа да одговара за тешка дисциплинска повреда. Вели го разгледал документот со кој владата бара негово разрешување и своето мислење наскоро ќе го испрати до Советот на јавни обвинители. Во текот на вчерашниот ден доставен ми беше предлогот од страна на Советот на јавни обвинители и во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. Владата бара разрешување на државниот обвинител бидејќи неговата работа предизвикала сомнежи на пристрасност и судирни интереси, за кои требало да знае и да не постапува во тие предмети. Заради Коцевски биле нарушени и меѓучовечките односи во обвинителството, а имало и корупција. Овие наводи ги истакна Министерството за правда каде се спремаше предлогот за разрешување, но министерот Игор Филков на 2 одделни настани денеска ги одбегна медиумите кои очекуваат детали од предлогот. Во меѓувреме тече рокот од 15 дена во кој Советот на јавни обвинители треба да изгради став по барањето за разрешување. Во овој период се чека и одговорот од Коцевски за Советот да може да усвои позитивно или негативно мислење за владиниот предлог. Коцевски се соочува и со кривичен прогон откако суспендираниот виш обвинител Хајрулахи му поднесе пријава. Суште тројца обвинители ги сомничи дека ја злоупотребиле службената положба. Коцевски вели зачуден сум од содржината на кривичната пријава. До сега навистина чудна кривична пријава, барем ако е тоа содржината, дека наводно сите тројца обвинители се теретат за некакво соизвршителство, затоа што јавниот обвинител во Штип
постапувал по предмет, односно за кривично дело по член 143 за кое што е запретена казна, за кое што е нужно да се води истрага. Тоа не може во никој случај да биде никаков основ за кривична одговорност. Според законот за јавно обвинителство, државен јавен обвинител може да биде разрешен ако е член на политичка партија или со својата работа сторил тешка дисциплинска повреда. Последниот збор за судбината на Коцевски ќе има собранието. За негово разрешување потребни се 61 пратенички глас. Зоран спомена во прилогот дека рокот на Советот за јавни обвинители во кој треба да ја информира владата е 15 дена. Роковите течат, меѓутоа знаеме дека првин јавниот обвинител треба да испрати свој став до Советот на јавни обвинители, кој што дури потоа треба да одлучува па да достави одговор на владата. Може ли да се пробие овој рок од 15 дена? Да, пробивање на овој рок предвидел и законот за јавно обвинителство, според кој се води постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Па така, ако во овие 15 дена кои што веќе течат, Советот на јавни обвинители не успее да изгради мислење позитивно или негативно кое треба да го достави до владата, меѓутоа треба да има и оправдување, може да добие уште 15 дополнителни денови во кои ќе ја заврши оваа постапка, а предлогот со позитивно или негативно мислење ќе го испрати до владата, која што ќе го има конечниот збор, односно ќе треба предлогот за разрешување на Коцевски да го испрати до собранието. Зоран Јаневски, благодарам за овие информации. Пресудата е напишана, доживотната робија ниту ме плаши, ниту влијае на мене, вели Палчо, прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче. Иако тврдеа дека имаат видео докази, неговата одбрана денеска не можеше да ги најде снимките. Тамара Дичевска беше на денешното рочиште. Одбраната на Палевски денеска не можеше да ја најде снимката која требаше да му биде алиби, дека кога другите обвинети за убиството на Панче и Вања го подготвувале убиството на Панче Жежовски во Велес, тој бил во Скопје. Плюс нема ниту софтвер за да може снимката да биде прочитана. Судијата Ивица Стефановски не прифати 20 на докази на Палевски бидејќи веќе биле изведени, пошто Палевски побари изземање на судијата од предметот. Тој тврди дека судијата не му овозможил фер одбрана, бил пристрасен и спречил да се бара оружјето со кое се извршени убиствата. Затоа го барам ова изземање на судија кој крие оружје бидејќи не му одговара на однапред донесената присуда, која е донесена на 5.12.2023 година од обвинителот Гаврил Бубевски и поранишниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Доживотната робија ниту ме плаши, ниту влијае на мене. Доказите кои судијата не сака да ги дозволи, не ги прочитал, а камоли да ги цени. Не треба докази кои се во корист на одбраната, бидејќи пресудата е веќе донесена, изјави на денешното рочиште Палчо. Одбраната на Палевски побара чаурата која била пронајдена покрај телото на Панче Жежовски од калибар 9 мм да биде донесена во судот како физички доказ и да се спореди со базата на податоци на МВР. Побара и дополнително вештачење за чаурата, а вештакот да дојде во суд. Не можам да тврдам дали е од пиштолот на Боре Видевски, меѓутоа кога веќе ме прашавте, не може да еден ден после убиството да најдете оружје кај луѓе што ги обвинувате, истото да го депонирате во депо во Велес, да го чуваат и да донесете во управна постапка одземање на оружјето, а при тоа оружје да не биде вештачено дали е со тоа пукано или не, пошто го поседуваат осомничени кои ги сомничат во тој период за убиство. Од следното рочиште обвинетите за двојното убиство ќе започнат да ги даваат своите искази, а прв кој ќе треба да каже што се случувало на кобните денови ќе биде обвинетиот Велибор Манев. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Јавноста ќе го спречи подпишувањето на договорот за паркингот на Клинички. Мицковски уверува дека ќе одлучуваат во интерес на граѓаните. Министерот почна со пресметки. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари. Статистика пресмета 5% зголемување на цените во февруари. Пазарната инспекција затвори маркети, аптека и 3 големи увозници. Ставале високи маржи и не ги почитувале владините мерки. Бурните реакции во јавноста за издавање на паркингот на Клинички на 20 години на фирма од Албанија може да бидат причина да се спречи подпишувањето на договорот, велат од Министерството за здравство. Договорот треба да го помини последниот филтер, односно да биде одобрен на владина седница. Мицковски уверува дека ќе работат во интерес на граѓаните.
Додека тече постапката, Таравари ги уверуваше новинарите дека речиси двојно зголемената цена, која би требало да ја наплаќа новата компанија ако го превземе работењето, не е спорна, бидејќи била иста со таа во трговските центри во непосредна близина. Речиси двојно ќе поскапи паркирањето на клинички од сегашните 30 денари. Пациентите ќе плаќаат 50 денари на час. Ова ќе се случи доколку биде потпишан договорот со компанијата Ѓока од Албанија, која откако го доби тендерот и треба само уште амин од влада за преку јавно-приватно партнерство, да стопанисува со најмалку 800 паркинг места. Министерот за здравство воопшто не го знае портфолиото на фирмата и колку е успешна во работата. Но за Таравари новата цена што ја нуди Ѓока е пристојна. Од досегашните искуства на клинички, најмалку 1 час им треба на болните да најдат паркинг место, а дополнително е времето за прегледи и други процедури. Цените се 50 денари, во Рамсторе 60 денари, паркинг за 1 час. Добро, за Нова Македонија, видите, а и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаат тука и после излегуваа во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари за граѓани, така да 50 денари не е цена која што е многу висока. Информацијата дека Ѓока ќе го зема паркингот на клинички предизвика бурни реакции и критики на адреса на здравствените власти. Зошто странска компанија? Зошто повисоки цени и дали тоа значи откажување од нов клинички центар? Таравари ги следел коментарите во јавноста, а премиерот вели дека ваква одлука на влада нема, а при изборот ќе го гледаат и кредибилитетот на компанијата. Не е потпишано. Ако слушам од јавноста дека не им се допаѓа, тука сум и да не го потпишам. Нова влада работи поинаку од принципот како до сега, односно одлуките кои што ги носи оваа влада се исклучиво во интерес на граѓаните. И нема да биде поинаку. Јавното приватно партнерство не било на 20 години, туку според Таравари на 7 до 10 години. И како што беше објавено, државата ќе зема 1% годишно од профитот на компанијата. Ова беше причина и за реакција на опозицијата. Договорено е само 1% профит, за државата е крајно сумнително и отвара сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Во огласот за тендерот што го доби Ѓока Констракшн е предвидено фирмата да изгради и 2-катни монтажни гаражи. Оваа компанија од 2022 година има подружница и во Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Државната статистика пресмета 5% раст на инфлацијата во февруари, а најмногу се зголемиле цените на храната и пијалоците. Контролите на Државниот пазарен инспекторат на терен пак констатирале прекршувања од страна на трговците. 8 правни субјекти се затворени, меѓу кои маркети, 3 најголеми увозници и една аптека поради високи маржи и непочитување на владините мерки. Цените вртоглаво растаат, инфлацијата не стивнува. Статистиката измери дека трошоците за живот во февруари изнесуваат 5%, додека цените на мало се зголемиле за 4,2%. Поскапело речиси се, најмногу за 6,6% храната и пијалоците. Според статистиката, за една година мастите и маслата се продаваат за 13% поскапо, зеленчукот скоро 9%, млекото, сирењето и јајцата над 8%. Премиерот за ваквите бројки вели дека се однесуваат кога не беше на сила владината мерка за ограничување на маржите. Очекува пониска инфлација од март. Многу прецизно треба да ја кажуваме работите во јавноста. Значи од 1 до 7 и во третата недела се мерат трошоците и тоа потоа се дава како статистички показател, што значи дека се уште не беа аплицирани мерките од владата. Веќе очекувам во март месец да имаме напредок и тука, односно намалување на трошоците. Инаку ако ги разгледаме државите во регионот, ќе видиме дека ние сме тие кои што се меѓу со најмало зголемување на трошоците за живот, иако не сум задоволен, морам да кажам, и 5% е нешто што е многу. Виновни за високите цени се и трговците и дистрибутерите. Со маржи до 70% ги пумпале цените на храната, објави Пазарна. За сега казнети се 8 субјекти, од кои 3 помали маркети и 3 најголеми увозници на овош и зеленчук, но и една аптека. Ке платат 42.000 евра глоба. Увидено е маржи од 5 до 20% кај маркетите за оние најобратни производи и над 30% кај оние помалку обратни производи и непрехранбени производи. Лична хигиена, хемија, бебешка храна, пелени и така натаму.
Додека кај увозниците се увидени бруто профитни маржи, значи увоз до фактура према маркет, од, слободно можам да кажам, од 30 до над 50%. Во моментов се проверуваат уште 30 на трговски субјекти, каде ги има сите поголеми ланци на маркети. Буквално од влегување на одреден производ на граница, па до рафт, просек да речеме 70% бруто профитната маржа. Свесен сум дека сме мал пазар, меѓутоа 70% е многу. Растот на цените на храната, според директорот на пазарна, нема да се спречи со замрзнување на цени и маржи. Потребни се долгорочни решенија, со законски измени, а дел од нив веќе се подготвуваат во Министерството за економија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во два договори преку службата за општи и заеднички работи владата набавила овошје и зеленчук за над 35.000 евра. Најмногу има банани, 600 килограми, пола тон ореви и исто толку јаболки, но и 300 килограми круши. Мицковски вели дека не знал за договорот и тој лично не јадел банани. Во моментов бил на пост, но сепак не можеле да живеат на воздух. По критиките за патувањето во Будимпешта најави дека ќе го објават договорот јавно. Банани, ананас, авокадо, малинки. Владата преку службата за општи и заеднички работи набави овошје и зеленчук во вредност од 35.735 евра. Во двата договори е објавена целата листа на овошје и зеленчук набавени за потребите на Созара. 600 килограми банани, 500 килограми ореви, 300 килограми круши, 550 килограми јаболки се само дел од ставките кои ги сочинува овој договор. Премиерот Мицковски вели не знаел за оваа набавка, а за тоа дознал од медиумите. Јас банани не јадам конкретно, но ќе го проверам сето тоа дали е така, но ако е целта да најдеме нов начин и нова формула во владата, ако може на воздух да се живее, еве јас ќе ви кажам дека сега сме во месец на рамазански и великденски пости, внимаваме каква храна конзумираме, конкретно јас постам, знам дека голем дел од колегите и од христијанска православна вероисповест и од исламска вероисповест постат и ги почитуваат овие пости, така што во периодот ќе внимаваме овие трошења да ги сведеме ако е можно на нула. Говорејќи за трошоците за меѓувладиниот самит во Будимпешта, Мицковски објави дека цената по билет била 700 евра. Фактурата за 60 билети е вкупно 2.600.000 денари, не е 12 милиона денари како што некој лиферува. Кога сакате ќе биде изложена на јавноста, односно тоа би кажало околу 700 евра по билет со сите вклучени такси на сите луѓе кои што беа дел од делегацијата, која што броеше 60 луѓе и која што е за 30% помалку отколку кога биделе со комерцијална линија Скопје, Виена, Будимпешта, Будимпешта, Виена, Скопје или Скопје, Истанбул, Будимпешта, Будимпешта, Истанбул, Скопје. Направивме проверка на билетите од Скопје кон Будимпешта. Денеска да купите билет за 10 и 11 март, понеделник и вторник, како што патуваше владината делегација, цените се движат од 12 до 35.000 денари, со тоа што летот кој чини 570 евра е најбрзиот. Даниел Василев, Сител телевизија. Индустриското производство се стабилизира по неколку месечен пат. Во февруари статистиката регистрира раст од 1,4%, позитивни бројки за стапката на невработени за извозот. За министерката за финансии ова е знак дека економијата повеќе не е во стагнација. Може да констатираме дека економијата во Македонија повеќе не е во стагнација. Имено, Државниот завод за статистика денеска објави податоци за стапката на невработеност во земјава за четвртиот квартал од 2024 година и кој евидентира намалување на ниво од 11,9%, што е историски најниско ниво. Иако станува збор за краток период од имплементација на нашите политики, сепак податоците се охрабрувачки за нас да продолжиме со спроведување на поставениот план. Владата става фокус особено на економијата и инвестициите и на нив го темели вистинскиот напредок. Пратеничките од СДСМ го напуштија клубот на пратенички и денешната собраниска седница. Велат дека е лицемерно да се зборува за родова еднаквост во услови кога се дискриминира и навредува токму од собраниската говорница.
Иако не постојат ненадминливи бариери за жените кои се двигател на општеството, потребна е поголема борба и заложби за целосно да прекине родовото насилство. Постоењето на закони кои предвидуваат и казни за фемицид не се доволни. Сторителите на насилство врз жената треба да добијат највисоки казни, порача председателката на државата Гордана Слјановска-Давкова, обраќајќи се на собраниската седница посветена на Меѓународниот ден на жената. Не е доволно да се фалиме дека сме предвиделе кривично дело фемицид. Кога јавните обвинители покренуваат обвинение за друго полесно дело, а судиите ја бираат најлесната казна. Треба да ја прецизираме одговорноста на сторителите, да не посегаме по преквалификација. На тепаните, на злоставуваните, на повредените и преживеаните жени не им треба само нашата емпатија, им треба нашата духовна и социјална поддршка за солниште. Говорот посветен на борбата за еднакви права и надминување на предрасудите не го слушнаа пратениците на опозицијската СДСМ. Велат лицемерно е да се зборува за права на жени и заштита од дискриминација по вербалниот судар меѓу пратеничката Петровска и министерката Кочовска-Димитриевска. Не се појавија на седницата, но и нема да учествуваат во работата на клубот на пратенички додека не добијат извинување. Но да се зборува за родовата еднаквост, за заложби и достигнувања, додека само пред неколку дена од собранијската говорница беше изречена тешка навреда и дискриминација кон жените, е крајно лицемерно и срамно. Министерката за финансии Гордана Кочовска со своите навредливи и понижувачки зборови покажа крајно непочитување кон жените. Од власта повикаа на разумност и достоинствено однесување во носењето на одлуки. Побараа заедно со мажите и жените да бидат креатори на политиките. Апелирам и повикувам на разум и достоинствено однесување до сите вклучени во политиката. Оваа говорница трпи се, а понекогаш, за жал, знае да го извади и најлошото од нас. Но почитувани жени, мајки, ќерки, почитувани дами, да се сакаме и да се почитуваме самите себе, за да не сакаат и почитуваат другите. Среќен 8 март. И на ово одбележување на Меѓународниот ден, жените се уште се соочуваат со дискриминација на пазарот на трудот, затоа борбата за родова еднаквост треба да се гледа како заедничка цел на општеството, порачаа пратеничките. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Според истражувањето на Реактор, речиси секојдневно жените се мета на родово базирано насилство. Ги повикаа да ги пријавуваат случаите и да се приклучат на маршот кој утре на денот на жената во 13 часот ќе стартува пред универзалната сала. И вообичаеното возење со автобус и шетањето во парк внесува страв кај жените и девојките, покажува истражувањето на Реактор. Најголемиот дел од испитаничките одговориле дека или тие сами доживеале или барем познаваат жена која била жртва на родово базирано насилство на јавен простор. Најчесто доживеаните инциденти се зјапање, свиркање и дофрлување, несоодветни коментари за изглед, пцуење и вулгарни гестови. 2 од 3 од опфатените девојки и жени се соочуваат и со демнење. Сличен број се соочиле со јавно покажување на гениталии, а секоја втора доживеала самата или познава жена што доживеала непосакувано сексуално допирање или фаќање. Дополнително, најмалку 1 од 3 жени лично доживеала или познава жена која доживеала инцидент што вклучувал закани дека ќе биде повредена. Оттаму ги охрабруваат сите жени да ги пријавуваат ваквите инциденти за да бидат безбедни, посочувајќи дека пријавувањето и документирањето на насилен инцидент испраќа порака до другите жени дека не се сами. Во очи Меѓународниот ден на жената, зутре е најавен протестен марш со почеток во 13 часот, со цел да се излезе на улиците и да се испрати порака дека ниту една жена не прифаќа да живее во страв. Габриела Лескова, Сител телевизија. Колкав процент од младите се на интернет? Знаат ли да одговорат на говорот на омраза и булингот и како може да се помогне? Во тема на денот со Леа Липша, директор на фондацијата Телеком за Македонија. Началникот на Генералштабот на Арама добил покана за состанокот кој Макрон следната недела го организира во Париз. Според планот на францускиот председател ќе се разговара за мировна мисија во Украина. Од Министерството за одбрана вчера за Сител потврдија дека ќе учествуваат доколку стигне покана, но не се согласни во овој момент да испратат македонски војници во Украина.
Началникот на Генералштабот на АРМ ќе присуствува на состанокот кој го организира францускиот председател Макрон следната недела во Париз. На овој состанок предвидено е да се разговара за зајакнување на одбраната на европските земји, по се заострените односи помеѓу САД и Европската унија, но и разговори за ставање крај на војната во Украина. АРМ денеска ја доби поканата. Денеска пристигна поканата за учество на началникот на Генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, на предстојниот состанок во Париз, кој ќе се реализира во рамките на Парискиот одбранбен и безбедносен форум, а е во организација на началниците на генералштабовите на Франција и Обединетото кралство. Од страна на генералот Лавчиски, поканата е прифатена и ќе учествува на овој состанок. Информираме дека целта на овој состанок е да се презентираат заедничките размислувања на организаторите. Велат од АРМ за Сител. Предходно министерот за одбрана Владо Мисајловски за Сител кажа дека Македонија нема да испраќа македонски војници во Украина, откако Макрон најави дека ќе се сретне со војни представници на оние земји кои се подготвени да испратат мировни сили на украинско тло, кои ќе бидат распоредени откако ќе престанат борбите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од МНР тврдат дека европските земји се тие кои барале од Македонија решението за спорот со Бугарија да го бара во Вашингтон. Во актуелните меѓународни случувања, позициите на државниот врв се дека европските интеграции остануваат наша стратешка цел, но и добрите односи со нашиот стратешки партнер. Од опозицијата велат дека власта нема план. Ке се држиме до политиките на стратешкиот партнер, но членството во Европската Унија останува наша прва стратешка цел. Колку Америка ќе ни помогне на овој пат, премиерот денеска не сакаше да предпоставува. Може би тоа прашање треба ним да им го упатите. Дека јас секоја прилика ја користам каде и да одам, да побарам поддршка и да ги презентирам нашите аргументи, тука да немате никаква дилема. Наша стратешка цел е полноправно членство во Европската Унија. Но исто така, наш стратешки партнер се Соединетите Американски држави. Извори од македонското МНР за Сител велат дека од поголемиот дел од европските земји добиле препорака спорот со Бугарија да се реши со посредство на САД. Од МНР додаваат дека интензивно се работи на промоција на уставните измени со одложено дејство, но повеќе детали за тоа како да се убеди Бугарија да ги деблокира преговорите, како што велат во интерес на процесот нема да откриваат. Оттаму додаваат дека Македонија ќе ја следи политиката на стратешкиот партнер за кои се убедени дека има интерес земјава да стане дел од европското семејство. Во СДСМ сметаат дека владата не знае што понатаму со европските интеграции. Оваа влада нема никаков став за што понатаму со европските интеграции на Република Северна Македонија. И тоа го видовме од нивното однесување досега. Од СДСМ и натаму бараат собраниска седница на која владата ќе ги презентира своите планови за деблокада на преговорите. Македонските интеграции се заглавени откако предходната влада вети уставни измени, но не успеа за нив да обезбеди мнозинство во собранието. Александар Спасовски, Сител телевизија.